текот на денешниот ден имаме 8 пожари на територијата на државата, 6 од нив се активни, додека 2 се ставени под контрола. Моментално се наоѓам на пожарот над Катланово, кој што гори на исклучително тешко проводен терен, но поради можноста да загрози некој од викендиците, одлучивме да го употребиме армискиот хеликоптер, кој што действува веќе неколку часа на овој потек, со што е воспоставена делумна контрола врз овој пожар, односно долната страна на пожарот, која што се движи кон старечкиот дом и кон околните викендици, сега е прекината. За жал, најтежок пожар на територијата на државата се наоѓа во Прилепско Мариово и околината, пожар кој што предизвикува голема вознемиреност кај граѓаните. Рано утрово таму испративме 100 припадници на македонската армија, 25 полициски специјалци, 40 вработени во национални шуми, како и повеќе од 40 пожарникари кои што се подршка на локалните прилепски пожарникари. Не постои ризик по ниту едно село, иако на граѓаните можеби ќе изгледа дека селата се загрозени, сепак имаме доволно сили кои што во случај огно да се придвижи кон некое село, ќе бидат фокусирани, концентрирани на тоа место и ќе помогнат селата да не бидат загрозени. Во текот на денешниот ден действуваат и 2 ер трактори на ДЗС на големиот пожар во Прилепско Мариово. Третиот голем пожар е на планината Мукос. Во текот на вчерашниот и денешниот ден пожарот се движи кон местност или кон селото Ореов дол. Воедно имаме пожари на местноста Рамна, односно Скопска Црна Гора, и уште неколку пожари. Генерално за денес и за текот на утрешниот ден има прогноза за врнежи. Се надеваме дека врнежите ќе ја навлажнат вегетацијата, ќе помогнат да ги изгаснеме сите пожари, но воедно и ќе спречат палење на нови пожари во ваков обем, бидејќи последните неколку дена дневно имавме по 30 до 40 пожари на отворен простор, од кои што неколку од нив вообичаено проѓаа во големи шумски пожари. Значи, во овој момент се наоѓам на пожарот над Катланово, како што може да се забележи, грмушки трња, едва и се пробивме до ова место. Едноставно невозможно е пешадија да гаси на вакво место. Затоа побаравме интервенција на армискиот хеликоптер.